Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска беше отворена изложба која опфаќа 24 фотографии преку кои е промовиран златниот антички наод од Неготинско и е резултат на повеќегодишната добра соработка помеѓу Музеот на град Неготино и Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Изложбата го презентира наодот откриен при археолошкото истражување на Музеј на Неготино во археолошкиот локалитет Орманков гроб, при што се пронајдени предмети, накит, монети од периодот помеѓу 4 и 3 век пред нашата ера. Неговата вредност е непроценлива. Ова е ексклузивен наод кој што нема друг наод пронајдено во државата, па и на Балканот и пошироко. Тежината е околу 1 и над 1 килограм. Неговата непроценливост убавина се наоѓа во изработката на предметите, кои што се составени односно пронајдени се 4 фибули. Потоа една представа, медальон плочка со представа на Посејдон, како држи во левата рака трицабец и од двете страни со коњи во галоп. Потоа е тоалетната кутија или пиксида, која што е совршена со изработката на златото, украсена со филигранство. Има пронајдено 484 алки со еден ред гранулација, 52 алки со 3 реда гранулации, вислуци со копијасти завршетоци, вислуци во вид на лешник, кои што се користеле за изработка на ѓердан. Има 2 срцави палмети, кои што исто се користат за накит, го стават како завршеток на накитот. Златото во тој период го користеле и за изработка на предмети кои што служеле како амајли. Исто накитот како покажување на социјалниот статус, на богатството на жените, на нивните сопрузи и така натаму. Меѓутоа, ова злато е карактеристично и убаво по начинот на изработката. Тоа го работат златарите, кои што знаеле повеќе техники на изработка, како што е лиење, филигранство, гранулација. Филип II и Александар III пак се карактеристични по тоа што статерите кои што били изработени со нивните ликови на аверсот биле први војсководци кои што дозволиле статерите да се користат за плаќање на платежна војска. Со овие статери, што се презентирани денес на фотографиите во Центарот за култура во Куманово, се плаќале во тоа време 5 такви статери за пешак војник, 10 статери за војник конјаник, а 1000 вакви статери за врвен војсководач, и тоа за 5-месечна воена сезона. Културното богатство денес се наоѓа во Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје, каде е достапен за пошироката светска јавност. Изложбата со фотографии досега е представена во Неготино и Кавадарци. Во Куманово изложбата ќе биде поставена до 4 мај.